согласно членот 70 од Деловникот, предлагам да се симнат, односно да се тргнат од дневен ред точките од 24 до 28, односно оние така наречени стратешки инвестиции, во кои што можевме да видиме изминативе недели имаат страшна контраверзност во јавноста и се не до крај расчистени. Прво ќе почнеме од тоа што на брза лента се носат во еден ден, каде што владата во еден ден праќа допис до собранието дека ги повлекува, за да истиот ден прати допис дека ги заменува со 4 нови, во кои што вице-премиерот за економски прашања излажа дека има некакви измени. Апсолутно никакви измени нема. Овие се закони за кои што министерот за економија има негативно мислење кое што го соопшти јавно, односно смета дека неколку од овие закони треба да се преговараат. Она кое што е особено важно и кое што јавноста треба да го знае, ова се така наречени процент закони, во кои што процент, по она кое што го гледаме во јавноста, би требало да имаат од поранешниот премиер до сегашниот вице-премиер за економски прашања, оној кој што е сега претседател на регулаторна комисија и оној кој што е директорот на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, односно со овие така наречени стратешки закони, ние на тие така наречени стратешки инвеститори прво ќе им дадеме помош државна од прилика по 50 на милиони евра, потоа ќе им отстапиме земјиште во центарот на Скопје по дампинг цена или ќе им отстапиме земјиште од категорија број 1, 2 или 3 со намена земјоделско земјиште во Источна Македонија. Понатаму ќе им загарантираме профит кој што ќе треба да го имаат секоја година без разлика како работеле. И четвртата работа, ќе се обврземе дека задолжително ќе им ја купуваме нивната енергија која што ќе произведуваат под одредена цена без разлика како ќе се движи цената на слободниот пазар. Доколку овој закон вака помине, ќе биде новата ОКТА, но овој пат 10 пати полошо за тие кои што го донесат овој закон. Сакам да апелирам на свест од сите пратеници дека ова не треба да помине вака во процедура и да ви најавам дека доколку го изгласате тоа што денеска е пред вас и ја изгласате потребата од неговото носење, ви следува жестока реакција во собраниските комисии, каде што прво детално за секој криминален член кој што го имате предложено ќе биде обзданен пред јавноста заедно со општествената и експертска подршка која што ја имаме од експертите, а понатака, како што кажа и координаторот на пратеничката група, за секој еден кој што ќе учествува во ваквото носење на законот и кој што ќе ги потпише овие договори и покрај тоа што не смее заради тоа што веќе се изборите распишани и државната помош не смее да биде исплаќена, ќе се сноси одговорност. Барам веднаш и подитно овие 4 закони да бидат тргнати од дневниот ред. Благодарам.